Во ова издание на Неделна хроника, во која ве потсетуваме за актуелните настани, ќе гледате. Паркирај совесно, кампања за поголема безбедност во сообраќајот. Град Скопје ја разгледува можноста за воведување забрана за автомобили на матка. Најдено место за дислокација на Центарот за зависници, но се врши проценка дали местото ги задоволува условите. Нови 6 случаи со морбили, досега вакцинирани 5107 деца. Владата со нови услови за проектот Купи куќа, купи стан. Каматата се намалува на 2,9%. Едуцирање на учениците од трета година во средните училишта во Скопје како најмлади идни активни учесници во сообраќајот за правилно и прописно паркирање, развивање на сообраќајна култура и свест за безбедно однесување во сообраќајот, како и стекнување на основни предзнаења за сообраќајот, се целите на едукативниот проект за безбедност во сообраќајот Паркирај совесно, што беше промовиран денеска од страна на Министерството за внатрешни работи, град Скопје, општина Центар, како и јавните предпријатија паркинзи на општина Центар и градски паркинг. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека со цел да бидат поагилни во делот на превенцијата, полицијата во изминатата година драстично ги интензивирала активностите во делот на надлежностите, во однос на откривање и санкционирање на сообраќајните прекршоци. Министерот додаде дека во текот на минатата 2018 година на подрачјето на градот Скопје беа откриени над 26.000 прекршоци по основа на непрописно паркирање. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов наведе дека подолг временски период градот се соочува со сериозен недостаток на обележани паркинг места и статистиките покажуваат дека во Скопје има 9 до 10 возила на едно обележано паркинг место. Веќе подолг временски период градот Скопје се соочува со сериозен недостаток на обележани паркинг места. Статистиките покажуваат дека во Скопје имаме 9 до 10 возила на едно обележано паркинг место. Со оглед на тоа, исто како и проблемот кој што е со аерозагадувањето, овој проблем не може да добие моментално или инстант решение, имајќи го предвид дефицитот на обележани места, и е предмет и на анализа и на една посериозна обработка, а паралелно значи проекти на град Скопје во соработка со соодветните општини, а паралелно со ова ние како град во текот на изминатата година се обидуваме да го дестимулираме автомобилскиот сообраќај со уведување на малку поатрактивни содржини, изголемување на можностите кај граѓаните на градот за алтернативен вид на јавен транспорт, со цел да ја имаме одржлива урбана мобилност во градот Скопје. Градоначалникот Шилегов додаде дека заедно со МВР сметаа дека градот Скопје треба да воведе комунална полиција во целост да може да одговорат на обврските. Синоќа во Скопје мерните станици повторно покажуваа висока загаденост. Ноќеска се забележани концентрации од PM10 частичките од приближно 400 микрограми. Во Центар во текот на ноќта од 22 часот концентрациите биле над 300, достигнувајќи до 398 во 22 часот и 356 во 23 часот. Потоа почнуваа да опаѓаат, а утрото се измерени 51 микрограми. Високи концентрации со над 300 микрограми во текот на ноќта се забележани и на мерната станица кај ректоратот од над 200 микрограми во 16 часот, додека во 23 часот достигнале 375 микрограми на метар кубен, а утринското мерење покажува 81 микрограм. На мерната станица Бутел највисоката концентрација е 233 микрограми, а утринското мерење покажува 71 микрограми на метар кубен. За да се активираат мерките во Скопје, треба да се регистрирани во 2 последователни денови среднодневни концентрации над 188 микрограми на 2 мерни места.
Вчера, среднодневните концентрации во Скопје се движеле од 152 во Центар, 170 во Карпош, кај ректоратот 191, Миладиновци 156 и во Бутел 125. Денеска, среднодневните концентрации во Скопје се движат од 193 микрограми. Карпош 127, кај ректоратот 211, Миладиновци 130, Бутел 125 микрограми. Меѓу мерките што се препорачуваат кога ќе се надмине прагот на алармирање се ослободување од работни обврски на бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прилежан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста со препорака на матичен лекар, како и организирање на работното време на отворено од 11 до 17 часот. Градот Скопје од буџетот за 2019 година издвои 3,4 милиони динари во рамки на програмата за туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во македонската метропола, од кои најмногу средства ќе бидат наменети за ревитализација и развој на рекреативниот центар Матка, а најмногу за уредување на пештерата Убава. Како што информираат од град Скопје, овој проект е започнат пред една година, но поради тешката пристапност до пештерата, истиот се уште трае. Целосно финиширање на активностите во пештерата Убава се очекува во мај 2019 година. Гардијан во 2016 година го вброи кањонот Матка меѓу 10 најубави кањони во Европа, кои се лесно достапни за авантуристите и нудат уживање во фантастичниот пејзаж, а се карактеризираат и со добри патеки за шетање. Со цел овозможување непречен пристап до пештерите, градот Скопје најавува и санација на постоечката патека од пештерата Врело до пештерата Убава. Предвидени се и 600.000 динари за санација на постоечката патека од манастирот Свети Андреа до Висок Рид, спроти пештерата Врело во должина од 3,8 километри. Санацијата, како што велат од градот, ќе се состои од кастрење на грмушките, растенијата и гранките, кои го попречуваат слободното движење по неа и обнова на урбаната опрема. Покрај пештерите, Матка ја прават интересна и привлечна за посетители и големиот број цркви и манастири, кои верниците ги посетуваат најчесто за време на празниците. Дотаму, најчесто се пристигнува со автомобил или со организиран превоз, но тоа според најавите на градот Скопје, наскоро ќе се промени. Имено, првиот човек на град Скопје, Петре Шилегов, неодамна на брифинг со новинарите, најави воедување забрана за моторни возила до рекреативниот центар Матка. Според првичните и се уште неофицијални информации, забраната ќе се однесува како за автомобилите, така и за автобусите, а ќе важи во текот на целата година. Од град Скопје велат дека слично како и во случајот со сообраќајниот метеж и паркирањето на средноводно, станува збор за комплексна проблематика и се работи на изнаоѓање на модел кој ќе одговара на сите. Главна цел на било кое идно решение е да се создаде ред во деновите на голема фреквентност кога се создава сообраќаен метеж, а ова најчесто се случува за време на викендите и празниците во топлите месеци од годината, стои во одговорот кој го добивме од градските власти. Советот на општина Ѓорче Петров даде зелено светло за отпочнување капитални проекти кои се од суштинско значење за жителите на Ѓорче Петров. Како што соопшти од општината, предвидено е годинава да се отпочне со реализација на проектот за регулација и уредување на речното корито на реката Лепенец. Министерството за образование веќе обезбеди средства за изградба на училишна спортска сала во основното училиште Јоаким Крчовски во Волково. За прв пат општината ќе добие и затворен училишен базен. Агенцијата за млади и спорт комплетно ќе го изгради базенот, а земјиштето во дворот на основното училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски ќе го обезбеди општината. Од општината соопштија дека советниците донале одлука и за физибилити студија за воспоставување на договор за јавно-приватно партнерство, со што ќе започне проектот за модернизација на јавното осветлување со поставување LED светилки.
Центарот за зависници во општина Киселавода представува вистински страв за жителите кои живеат во тој дел на општината. Тие се изјаснија дека на таа институција не е таму местото и побараа да се дислоцира на соодветно место. Како што велат тие, животот околу болницата станува неподнослив. Децата со страв ги пуштаат во училиште. Последните неколку месеци 4 деца биле повредени со употребени игли, бидејќи како што велат биле расфрлани насекаде. Жителите велат дека немаат против луѓето кои се лечат, но тоа да се прави на друго место. Исто така се жалат и на честите кражби во куќите и дворовите, а шприцевите ги наоѓале во подрумите и гаражите. За решавање на овој проблем, жителите на Киселавода претходно реагирале и до општината и до Министерството за здравство, но не наидоа на слух за нивниот проблем, па излегоа и неколку пати на протест. Тогаш им беше ветено дека надлежните ќе најдат решение и дека ќе го дислоцираат центарот. На тогашниот протест се појави и градоначалникот на општината Филип Темелковски, кој им даде ветување на жителите дека за 3 месеци ќе се изврши дислокација на центарот, не сакајќи да прецизира каде ќе биде преместен, бидејќи, како што рече, тоа е работа на Министерството за здравство. Од тогашното ветување на надлежните поминаа 2 месеца, но навидум уште нема конкретно решение на проблемот. Од општина Киселавода за Прва Скопска информираа дека Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи и општина Киселавода активно делуваат на проблематиката која произлегува од Центарот за превенција и третман на зависници од дроги и насочени се кон пронаоѓање на најсоодветно решение, како за пациентите, така и за општината и населението. Најдени се соодветни места за дислокација на центарот. За истите се врши процена дали ги задоволуваат условите за постоење на установа со таква намена, во однос на урбанистичка и административна условеност. Земајќи ги во предвид досегашните заклучоци кои произлегуваат од анализите за потребните активности кои треба да се завршат за да се спроведе во целост дислокацијата на центарот, остануваме во правец на досегашниот даден рок од жителите директно засегнати за дислокација на центарот, соопштија од општината. Општествено одговорните компании стануваат се побројни во изминатиот период. Според статистиката, во изминатите 11 години, 180 македонски предпријатија пријавиле 580 општествено одговорни практики, со кои ја покажале својата посветеност кон подобрување на нивното влијание врз општеството и животната средина. Деловната заедница во Македонија станува комплетно свесна дека секоја водечка компанија треба да биде општествено одговорна. Една од општествено одговорните компании е компанијата Здравје Радово, која во општина Бутел пред новогодишните празници направи донација на 300 детски јакни, пакети со прехранбени производи за семејства од социјално ранливата категорија и пакети со јогурчиња за сите ученици во основните училишта на територија на општина Бутел. По тој повод, градоначалникот на општина Бутел, Велимир Смилевски, оствари средба со представници од компанијата, а на средбата градоначалникот им додели благодарници на представниците од Здравје Радово за предновогодишната донација и несебичниот ангажман за реализирање на истата. Воедно сум благодарен на ваквите донации, се надевам во наредната година ќе имаме повеќе можности да устрекиме повеќе фамилии. Градоначалникот Смилевски ја истакна важноста на општествената одговорност на бизнис секторот во поглед на хуманоста кон социјално ранливите категории на семејства и изрази надеж дека и во иднина ќе продолжат заедничките соработки од ваков карактер. Екипите на ЈСП Скопје денеска ја отстранија старата урбана опрема, автобуската постојка, така наречена печурка од стоелиштето Мало одмор во Карпош према центар. Како што соопшти од ЈСП, по целосно расчистување на теренот од јавното предпријатие улици и патишта и паркови и зеленило, треба и инфраструктурно и хортикултурно да го уредат просторот, пошто на расчистената локација ќе се постави автобуска постојка, урбана опрема од новиот тип.
Од ЈСП додаваат дека денешното отстранување на старата автобуска постојка е почеток на активностите на ЈСП Скопје за уредување на неколкуте автобуски постојки во тој реон со автобуски постојки од новиот тип, кои во изминативе години не биле модернизирани и покрај акцијата за поставување нова урбана опрема. Генерално, сите постојки во реонот кои се од застарен тип останале такви поради неможноста за нивно модернизирање, поради околните времени објекти, за кои општина Карпош и собствениците привршуваат со регулирање на имотно-правните односи. Во оној момент кога ќе се создадат инфраструктурни услови, ЈСП Скопје ќе постави автобуски постојки, урбана опрема од новиот тип на сите постојки каде е неопходна. Со реализација на планираното, автобуските постојки конечно ќе добијат достоен лик и инфраструктура. Корисниците на јавниот превоз одветно место за чекање автобус, а ЈСП Скопје ќе го реши долгогодишниот проблем за кој реагираа корисниците на јавниот превоз, информираат од ЈСП Скопје. Владата објави дека за 1 до 2 недели ќе започне менувањето на официјалните државни табли со новото уставно име на Македонија. Со одлуките поврзани со имплементацијата на одредбите од Преспанскиот договор се предвидува сет од мерки и активности што треба да ги превземе владата на Република Македонија, како и сите други органи на државната управа и сите државни институции, а кои произлегуваат од усвоените амандмани на Уставот на Република Македонија и кои ќе стапат на сила 7 дена по влегувањето во сила, односно веднаш после ратификацијата на протоколот за пристапување на нашата земја во НАТО од страна на Република Грција и кои ја регулираат употребата на новото уставно име согласно амандманите. Согласно овие заклучоци, надлежните министерства, државните органи и институции, јавните предпријатија и акционерските друштва во собственост на државата во предвидениот рок по стапувањето на сила на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија ќе треба да извршат промена на таблите на граничните премини и државната граница на нашата земја, на дипломатско-конзуларните представништва, како и на влезовите на институциите, гласи соопштението на владата. Истовремено и службите за односи со јавност на државните институции ќе добијат упатства како да комуницираат со медиумите. Препораки ќе добијат и општините. Во текот на вчерашниот ден се регистрирани 6 пациенти со морбили. На клиниката за инфективни болести во моментот се хоспитализирани 20 пациенти со ова заболување. Меѓу нив е едномесечно бебе со Даунов синдром од Куманово, кое е со потешка клиничка слика и кое претходно било лекувано на клиниката за детски болести, соопшти Министерството за здравство. Амбулантски се прегледани 5 пациенти со симптоми на морбили, од кои едно 6-годишно дете од скопското село Љубетен, кое е вакцинирано со 1 доза, како и 4 возрастни пациенти, 2 од Скопје и по 1 од Дебар и Куманово, кои се пуштени на домашно лекување. Според податоци од пунктовите за имунизација, од почетокот на епидемијата до сега се вакцинирани вкупно 5107 деца, посочуваат од Министерството за здравство. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов соопшти дека донел одлука град Скопје да почне постапка за формирање ново јавно предпријатие што ќе биде задолжено исклучиво за третман и за благосостојба на уличните животни. Шилегов најави дека новото јавно предпријатие под негова надлежност во целост ќе ги преземе сите активности кои опфаќаат заловување на животни скитници, нивна стерилизација, ветеринарна грижа, регистрација и процедури за вдомување од страна на заинтересираните граѓани. Постапката околу формирањето на новото јавно предпријатие, како што рече, тече паралелно со процесот на чипирање на домашните миленици со цел истовремено кога ќе заврши овој процес да почне да функционира новиот стационар на град Скопје. Го спречуваме механичкиот прилив на животни на улиците од неодговорните собственици и новиот систем ќе овозможи полека, стратешки нашиот град да се справи со овој проблем. Затоа што овој проблем е таков кој што бара инволвирање на повеќе институции на локално и национално ниво, вклучување на граѓанските активисти и здруженија со цел бројот на кучињата скитници да биде сведен на минимум,
на начин што ќе се обезбеди нивна благосостојба, но истовремено ќе гарантира и безбедно и непречено движење на граѓаните на јавните градски површини. Ова значи дека не постои инстант решение со кое куќињата ќе исчезнат од улиците. Но тоа не е и не смее да биде изговор на институциите да бегаат од решавањето на овој проблем. Туку напротив, ова е предизвик за координиран системски пристап кој што ќе се прифати на овој предизвик и ќе го изнајде одржливото решение. Шилегов додаде дека за името на предпријатието се уште не е одлучено, но негова желба е тоа да се вика Лајка. Лајка, како што рече, е куче што го има сменето човештвото. Новото јавно предпријатие ќе биде основано со буџетски средства на град Скопје, а опремата ќе биде од постојниот стационар. Ќе биде вклучен дел од персоналот што работи во стационарот, а за остатокот од персоналот очекува дека професионално и волонтерски ќе се вклучат и граѓански здруженија кои ќе бидат дел од овој процес. Во последните 15 дена, во конкуренција на над 4500 градови, Скопје два пати се искачи на листата на најзагадени градови во светот. И за разлика од порано, кога снежните врнежи и врнежите од дожд придонесуваа за намалување на загадувањето, овој пат не помогна ниту тоа. Најалармантно беше за време на викендот, а како најголем причинител за загадувањето, и овој пат прстот беше вперен во домакинствата кои се греат на дрва и автомобилите. Сепак, граѓаните се спротивставуваат на ова тврдење, со забелешка дека токму за време на викенд сообраќајот во Скопје е двојно редуциран и виновникот за отровниот воздух треба да се бара на друго место. Неодамна градот Скопје во соработка со МАНУ направи анализа за причинителите на загадувањето, во која беше посочено дека домакинствата се најголемите загадувачи на воздухот. Сепак, анализата беше нецелосна, затоа што во неа експертите одлучиле да не ги вклучат фабриките. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, спасот од загадувањето го гледа во градското енергетско предпријатие. Градот Скопје го основа градски енергетски системи, кое што треба да се занимава со системско решавање на најголемиот причинител на аерозагадувањето, а тоа е индивидуалното затоплување на домовите. Напоменувам, 73.000 куќи, станови, домови во Скопје се надвор од организиран систем на затоплување на домови. 53% изнесува придонесот на затоплувањето во аерозагадувањето. И тука лежи суштината на решавање на проблемот со аерозагадување. Со тоа предпријатие, со имање лиценци, со управување на мрежата, ние и на социјално загрозените, да речам, наши сограѓани, го доведуваме градот како институција во активна позиција да понуди пакети, програми, помош на граѓаните, со цел да не еколошкото затоплување на домовите го замениме со соодветно еколошко, дали од топловодната мрежа, дали од гасоводната. Ние во оваа година што измира го имаме поделено градот. Каде, бидејќи немаме многу пари, каде ќе продолжиме со развој на топловодната мрежа, каде ќе започнеме со секундарната гасификација. Покрај градското енергетско предпријатие, градот со 27 мерки се справува со загадувањето, тврди Шилегов. Трамвајот е една од мерките која според првиот човек на градот потполно ќе го смени сообраќајот во Скопје и ќе ги мотивира граѓаните да користат јавен превоз. Градот Скопје во текот на оваа година сериозно го засили инспекцијскиот надзор врз правните субјекти. Го вративме миењето на улиците, рачното миење на улиците што години на назад го нема со тие скромни капацитети што ги имаме. Градот Скопје изработи нова сообраќајна студија за јавниот транспорт во градот и вие знаете, председателот на владата го најави трамвајот. Тоа е нешто што градот го сработи. И сега очекуваме да го решиме финансирањето, трамвајот ќе го смени целокупниот сообраќај во градот, не само јавниот транспорт. За разлика од минатата година, кога градот два пати во текот на зимската сезона ги воведе мерките против загадувањето, оваа година тоа се случи само еднаш, што според Шилегов е доказ дека се работи на решавање на проблемот.
Набавката на заштитни маски како превентивна мерка од загадениот воздух беше најавена на почетокот на декември минатата година. Но како што стојат работите, после изгледа дека хронично болните ќе може да ги користат идната зима, бидејќи Министерството за здравство дури сега го распиша тендерот за нивната набавка. Со оглед дека станува збор за поголема количина и вредност на набавката, законот налага тендерот да трае 45 дена и со самото тоа ќе заврши кон средината на март, кога и ќе се избере најповолниот понудувач. Дури потоа може да почне нивната дистрибуција, па затоа може да се очекува дека хронично болните ќе ги добијат маските најрано во април. Министерот Филипче кажа дека ги анализираат ризичните категории за да може да проценат колку маски треба да се купат и стигнаа до бројката од 50.000 маски. Вчера Скопје повторно беше градот со најзагаден воздух во светот. Според најновите податоци од Институтот за јавно здравје, оваа недела се регистрирани 654 случаи на заболени лица од грип, што представува 20% повеќе од минатата недела. Како што ни информираше доктор Жарко Караџовски од Институтот за јавно здравје, во месец јануари се регистрирани 1800 заболени од грип, а до сега од ноември и јануари регистрирани се вкупно 2850 случаи. Според податоците, бројот на заболени лица од сезонски грип е намален во однос на истиот период минатата година. Доктор Караџовски истакна дека оваа недела е регистрирано зголемување на бројот на заболени од свински грип. Според последните извештаи, регистрирани се вкупно 19 случаи. Најголем број на заболените лица се на возраст од 15 до 64 години. Тоа значи школски деца и продуктивно население. Најголем пак морбидитет е кај малите деца. Со други зборови, тие најчесто заболуваат со потешка клиничка слика. Она што нас посебно оваа недела не изненади е голем број на изолати на грип H1N1, односно во народот познат свински грип. Имаме 14 нови изолати од пациенти со типични симптоми на грип. Со се претходната недела имавме нови 5, значи укупно има 19 изолати на H1N1, имаме 4 изолати на H3N2 и 2 изолати кои што се од неодредено потекло. Што тоа значи во пракса? Во зависност од состојбите во Република Македонија, ние зборуваме за зголемување на бројот на заболените лица. Тоа е така како што го кажува. Меѓутоа, во однос на тежината на клиничка слика, следејќи ја состојбата во Европа, пред се во балканските држави, ние се уште немаме регистрирано смртни случаи. За разлика од тоа, во Црна Гора имаат 5 регистрирано смртни случаи, каде што има и едно дете од 2 години возраст, а во Хрватска има повеќе од 20 смртни случаи. Караџовски додаде дека поголемо зголемување на заболени лица од грип се очекуваат во средината на февруари. Симптомите по кои може да се препознае грипот е малаксаност, висока температура. На заболените лица од грип им се препорачува да останат дома и да примаат терапија исклучиво по препорака на лекар и самостојно да не земаат антибиотици, да се пијат топли напитоци како чаеви и супи, овошни цедени сокови, вода со лимон, да се земаат свежи продукти богати со витамини и минерали, најдобро овошје и зеленчук кои му се неопходни на организмот. Особено се препорачливи продукти богати со витамин С, цитрони, лимони, портокали. Доколку не се располага секогаш со свежи прехранбени продукти, може да се користат и мултивитамински напитоци и препарати. Нови подобрени услови, намалена каматна стапка, ке добие проектот Купи куќа, купи стан. Најголема новина и поволност за граѓаните е значителното намалување на каматните стапки. Каматните стапки за првиот модел во кој државата субвенционира дел од месечната рата се намалуваат од 3,95% на 2,9% за првите 3 години. За четвртата и петата година каматите се намалуваат од 4,44% на 3,9%. Измените добија поддршка од владата, а ќе се применуваат откако ќе биде усвоен од Собранието на Република Македонија. Новите услови денеска ги презентираше министерот за финансии Драган Тевдовски пред членките на Македонската банкарска асоциација.
Тој појасни дека, на пример, за кредит од 50.000 евра, само по основ на камати, граѓаните ќе заштедат 1.300 евра. Со новините се намалува и каматната стапка за моделот учество и наместо досегашната стапка од 4,5% плюс 6-месечен Еурибор, ќе биде 4% плюс 6-месечен Еурибор, а која важи за цело време траење на исплатата на кредитот. За корисниците, како што појасни министерот, се менува и процентот на субвенционирање кај моделот со месечна рата, и тој ќе изнесува 70% наместо 50%, а дополнително по примерот и позитивното искуство во Хрватска, се воведува дополнителна субвенција за секое родено или посвоено дете од 30% од ратата. Нови услови има и кај проектот Купи стан за млади, каде ќе се субвенционира 70% месечна рата, главнина и камата во првите 5 години или 70% од учеството. Со ова, смета министерот, ќе се обезбедат повисоки субвенции за околу 2.500 евра во однос на порано. Министерот посочи дека со измените на законот се прецизираат и условите во проектот со цел да го искористат оние кои навистина имаат потреба од него. Се воведува ограничување на големината на становите и куќите до 150 метри квадратни, за да се избегне финансирање на луксус. Наместо максимум приходите по основ на плата, се воведува максимум по основ на вкупни приходи. Се уредуваат и случаите кога корисниците поседуваат друг недвижен имот или имаат наследство или дар на делови од станбена единица. Останува непромената висината на субвенционираниот кредит од 50.000 евра. Сите овие промени, оценува министерот, се во насока подобро да се таргетираат оние на кои навистина има потребна помош, како и да се отстранат сите пречки за да може побрзо да се одобруваат кредитите. Проектот беше воведен во 2011 година, а без прекин се применува од 2012 година. Последниот оглас е објавен на 18 јануари годинава, а средствата што се предвидени се 2 милиона евра. Новите услови ќе важат откако ќе биде усвоен во собранието. Досега најголем интерес имало за проектот со субвенционирање на рата и закупување стан. Просечно се земале кредити од 37.000 евра со просечна плата на корисниците од 25.000 денари. Скопје за неколку месеци ќе добие свој ритейл парк, каде ќе бидат лоцирани познати модни брендови, како и продавници за техничка стока, покуќнина и мебел, како што се Нептун, Јуск, Вајкики, Спортвижен, Зегин. Планирано е да има и супермаркет, банка, кафетерија, ресторан и игротека за деца, а предвидени и паркинг простор за над 300 возила. Паркот ќе се протега на површина од 9500 метри квадратни, а се наоѓа на местото на некогашната фабрика Типо во општина Чаир. Долго време Скопје чекаше проект од ваков карактер. Интересот за закуп на простор во проектот е голем. Посветено работиме и со нетрпение го очекуваме отворањето, изјави Катарина Николов од Фортон МК, кој се ексклузивен агент за изнајмување. Инвеститор на објектот е компанијата Али Тобако од Скопје, а отворањето се очекува да биде во јуни. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје ги информира граѓаните дека нивниот кабаст отпад, во кој што спаѓа стариот мебел, електронските и електричните апарати, може да го одложат во центрите за селекција на отпад во Карпош и во Вардариште, секој ден во неделата, во терминот од 7 до 19 часот, без плаќање на паричен надоместок. Доколку граѓаните имаат потреба да ги користат специјалните возила за транспорт, оваа услуга може да ја побараат на бесплатниот телефонски број 0800 222 33. Од предпријатието потсетуваат дека кабастиот отпад не смее да се одлага ниту на јавни површини, ниту во садовите за отпад. Секое сврлање на отпад на јавна површина представува кршење на законот за јавна чистота и директно ја загадува околината. Постапувајте совесно со својот отпад и заштитете ја животната средина, стои во соопштението на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје.
36 романи се пријавени на 20-тиот конкурс за наградата Роман на годината 2018, која ја доделува Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски. Според жирито, во состав Росина Пармаковска, председател на жирито и минатогодишна лауреатка на наградата, Богомил Ѓузел, Александар Прокопиев, Елизабета Баковска и Катерина Богоева. Романесната продукција годинава се одликува не само по обем, туку и по квалитет. Фондацијата ќе го соопшти годинишниот добитник најдоцна до 15 март, докога жирито ќе направи неколку селекции на романите. Наградата е единствена и неделива и се состои од паричен износ од 150.000 динари, плакета и статуетка. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Неделна хроника, а вие и понатаму следете ги неделните прегледи на вестите.